почето со постирање на Инстаграм од 2015 година и во моментов имаш 37.000 следбеници, а на TikTok имаш во 2019, каде што во моментов имаш 320.000 следбеници. Мене не ми се верува. Мислам, тоа е доста долго време. Да, реално. долго време. Дали може да направиш нека компарација помеѓу Инстаграм и TikTok и самото постирање? Так, мислам дека алгоритмите се многу различни, прво тоа. Второ, на Инстаграм сум подолго време, а помалку публика имам изградено, што значи дека очигледно на Инстаграм потешко е да растеш, а на TikTok е веќе друга приказна затоа што можеш многу лесно да станеш вирален. Мада и публиката на почетокот на TikTok имаше многу помали деца што следат TikTok, сега ми возрастни, така да што баба ми е на TikTok. Тоа е тоа. Значи добре, да. Што те мотивираше да постираш и како тоа постирање те промени како човек? Види, како мал секогаш барав нешто креативно да правам. И кога да ми беше тешко, сакав да цртам или не знам, да пеам, да танцувам. Како и да е, еднаш не знам, си гледав YouTube и многу луѓе така гледав дека си го документираат животот и сакав прво јутубер да станам уствари. Пробав да снимам на YouTube и некако се влюбив во таа форма на уметност, видео. Добра. И си продолжив и некако почнав и TikTok и Instagram и одеднаш стана viral и не знам, комплетно ми се промени животот и сега правам работи кои што некогаш сум сонувал да ги правам. И сум гледал други луѓе дека ги прават. Си имал ли моменти кога си сакал да се откажеш? Што те вратило назад и кој ти е најголем сапорт систем што ти има помогнато? Види, нормално што е да правиш во животот, некогаш да се почувствуваш како да сакаш да се откажеш. И тоа е дел од креативниот процес, ајде да кажам. Супортот кој што јас сум го имал се биле блиски другари, другарки, особено и девојка ми, така да многу е важно да имаш луѓе кои што ќе те охрабрат, а истовремено и ќе бидат тука за тебе кога ти е најтешко. Пошто не можеш цело време да држи се во себе, сваќаш. Мора тоа да излезе од тебе, пошто и хейт коментари има, и луѓе кои што на улица ќе ти реагираат нешто лошо ќе ти кажат, така да добро е да се вратиш дома и да има со кого тоа да го разговараш. Неизбежен за сите контент креатори, верувам дека и ти си се соочил со ова, е говорот на омраза, хейт коментарите. Како се справуваш со нив и кој ти е најголема поддршка? Справувањето е секогаш различно, искрено, затоа што секој коментар е различен и знаеш, некогаш некој коментира за твојот изглед, за тоа како се однесуваш или за твои блиски. Реално јас се трудам да не читам коментари, затоа и многу ретко и враќам на коментари. Не дека не сакам или сум некултурен, туку не сакам да читам нешто негативно, затоа што сметам дека нема потреба да трошам енергија и време на такви работи, но има и многу позитивни коментари, не е се така негативно, сваќаш. Мене, тоа што онака ме држи на социјалните мрежи и некако ме охрабрува да бидам свој, е сите тие позитивни коментари, затоа што има многу луѓе кои што знаат, па и многу сум изненаден периодов, затоа што многу повозрасни луѓе почна да ме следат, пошто сега кога растам ми се менува и содржината што ја објавувам, и луѓето растат со мене, така да имам и многу позитивни коментари од родители, па и од деца кои што онака, не знам, ме прават среќен и некако ги надминуваат хейт коментарите и се посилни од нив. Јас исто така си расправувана и буквално истиот принцип го имам. Пробам само да не читам, за да не се фокусирам толку на негативата, ама дефинитивно мислам дека исто така кога ќе видам луѓе во живо, кога ќе ме охрабрат да продолжам, тоа најмногу ме тера. Да, леле, уживо кога ќе ти дојде некој ќе ти каже, леле, тоа што го правиш супер, или не знам, ќе те гушне и ќе се сликне со тебе, тоа е не знам, тоа не можам ни да го опишам чувството, пошто е стварно прекрасно. Да, ја чувствуваш енергијата, да. Дефинитивно. Ги спомна твоите сакања дека некогаш си добила коментари и за нив. Кажи ми како изреагира твоите родители кога посериозно почна да го сваќаш инфлуенсерството? Моите на почетокот не знаеш што правам, реално не им беше јасно и мислам не ги обвинувам за тоа нешто ново со социјалните мрежи кај нас и инфлуенсерство и се тоа. Не е некоја стара професија. Моите, насвен тоа што ја не ги читам коментарите, моите седат на TikTok, пошто и баба ми сега сите има TikTok и читаат коментари и се нервираат. Но јас им кажам као нема зашто као да се фокусирате на тоа, пошто некогаш знаат и за нив да кажат нешто и они сега ќе се изфрустрираат, па мајка ми ќе врати на коментар, сум као мајка, не, моите молам, не. Така да
Они се гневни, но исто така се тука да ме потсетат дека не треба да се фокусирам на таквите коментари и да си продолжам да си бидам свој. Јас особено за социјалните мрежи црпам инспирација од луѓе на светско и на државно ниво. Кои се некои твои идоли од Македонија или од светот што те инспирираат за твојот контент? Јас од секогаш сум ја следел Ема Чемберлен, значи многу добра јутуберка и она ми беше инспирација за тоа да започнам да снимам на YouTube, пошто она прави како daily vlogs Да, и така натаму. Може би ја знаеш? ја знам секако. Од сега сум влечел инспирација од нејза, но така од Балканот морам да го издвојам Лазар Филиповиќ од Србија. Тој ми прави многу интересен, искрен контент, кој што многу ми се допаѓа, но генерално се инспирирам од секојдневие, пошто моите видеа се повеќе базирани на тоа како си го живеам животот, сакаш мојот лајфстайл, патување и така натаму, но знам некогаш и некој тренд да исцрпам од социјални мрежи. Така да секогаш е различен извор на инспирација од различни луѓе. Дали имаш офлайн или слободен ден и што правиш во него? Затоа што јас работам сам за себе и цело време сам си го организирам времето, зависи. Значи не е само недела, не е петок, може да биде некој различен ден, зависи од тоа колку имам за снимање и едитирање во неделата. Но генерално да, имам и се трудам сега се почесто и почесто, затоа што примеќам дека социјалните мрежи колку и да се добри, толку имаат и негативни страни, односно ми влијаат лошо на моето психичко здравје, што не во цел ден да скролаш на телефон. Мислам, да се социјализираме, да се фокусираме на други хобиња и поради тоа што социјалните мрежи ми се работа, повеќе време поминувам на социјални мрежи и автоматски ми треба повеќе одмор од социјални мрежи. Така да се трудам да имам често, некогаш дури цела недела онака се одмарам. Како што кажа, ти ова навистина ти е професија, ова го работиш. Со некој начин тоа го качува стандардот, ги качува очекувањата за ти да си константно позитивен, за да си присутен на социјалните мрежи скоро секој ден. Како се носиш со овие очекувања? Види, сегаш ќе има очекувања во било која да е професија и нормално и јас како и останатите луѓе кои што се занимаваат со јавна професија, дали е тоа инфлуенсер, пејач, глумец, било што и да е, сме луѓе. Знаеш, човек сум и имам и лоши денови и добри денови. Нешто кое што најмногу ме стресира мене е интеракциите во живо, затоа што многу пати се случувало дали да имам лош ден или да не се чувствувам добро или да сум болен, било што и да е, да сретнам луѓе на улица и едноставно да не можам целосно да бидам свој, да бидам позитивен, затоа што не сум in the mood, сваќаш? И сегаш кога ќе заминам, кога ќе заврши таа интеракција со некој следбеник што ќе ме препознае, сум као леле дали оставив добар печаток, што ако мисла дека сум дигнат или арогантен или било што, и тоа ме јаде, значи цел ден, навечер као не можам да спием, сум као, знаеш, сега се трудам моето искуство и искуството на спортивната личност да биде најпозитивно што е можно. Сегаш да има добра интеракција со мене, но сега се повеќе и повеќе сваќам дека тоа е невозможно, мислам, тоа е нереално, затоа што не секогаш можам да бидам my best, сваќаш, не можам да бидам сегаш најдобар во тоа. Speaking of best, дали имаш некој посебен milestone или успех што ти е посебно драг? Многу. Се трудам се повеќе и повеќе да изразувам благодарност и за се што имам, затоа што не доаѓам јас од некоја богата позадина или како и да е. И се што сум добил до сега, се што сум успеал сам да изградам, за мене е најголемиот успех што можам да го имам. Најмногу се радувам за тоа што успеав да помогнам многу на моите родители, на блиски, да патувам, мислам минатава година многу патував и тоа е за мене најубавото нешто што можев да го направам. Актерите имаат персона позади која се кријат, некој лик што мора да го одглумат перфектно и со тој лик тие не мора цело време да се искрени и своји за да останат релевантни. Инфлуенсерите од другата страна треба да се цело време искрени и автентични. Како се соочуваш со овие очекувања? Види вака. Сум добил многу као коментари од луѓе кои што ме познаваат лично и луѓе кои што ме запознаваат, затоа што на социјални мрежи мора да
сватиме дека не е се така перфектно, затоа што многу пати кога снимам нешто, ќе преснимам 10 пати, дори не го кажам правилно како што треба. Така е со се што се снима и што се објавува онлайн, затоа што на социјални мрежи имаш простор да ги тргнеш грешките што си ги направил за време на снимање. Во живо, ако нешто сгрешам, дур зборувам или ако, не знам, кажам некоја глупост, не можам да го исечам и да го тргнам. Да. Но персоналитето и тоа како се однесувам, се трудам да биде исто. Тоа најмногу може да окажат луѓе кои што ме запознале во живо, што ме гледаат на социјални мрежи. Пошто јас лично себе си сметам дека сум истата личност, но не мора да значи. Ако имам лош ден и ако некој ме запознае на лош ден, нема да мисля дека е истиот Александар од TikTok. Оваа професија личи многу примамлива за млади и за тинеџери, ама мислам дека има некој страф на неуспех и на хејт што ги спречува од постирање. Кој е некој совет што би го дал на младите кои сакаат да успеат во твојата професија? Со самиот тој страф да почнеш и тој страф да те прекине, знаеш, да не ти дозволи да почнеш, веќе си неуспешен на некој начин во тоа, зашто ако не пробаш, автоматски е неуспех. Да. Ако пробаш, не знаеш, можеби ќе упали како што ми се случи на мене. Затоа што јас за многу краток период, не знам, станав вирален и добив многу огромна поддршка, публика и се. Така да мислам дека најважно е да се проба, а негативни коментари ќе има секогаш. Дали е тоа онлайн, дали во живо, се повеќе и повеќе ги има, мислам. Иако тоа постои, не треба да биде страф, затоа што кога ќе се посветиш доволно на сам себе и ќе се запознаеш самиот себе си, ќе изградиш самодоверба, а со тоа автоматски нема да дозволиш да те повредуваат тие коментари. Ако не би бил инфлуенсер, што би бил? Не знам. Многу амбиции имам и многу работи сакам. Сакам да правам во животот, но најмногу би сакал да имам собствен бизнис. Имам некоја страна од себе која што не сум ја експонирал толку многу јавно, а тоа е дека имам предприемачки дух и сега сакам да креирам нешто свое, така да мислам дека би имал собствен бизнис. Иако, сега како инфлуенсер се трудам да го направам тој чекор. За секој наш гостин имаме предизвик. За тебе ќе биде да направиме едно кратко видео за Скопје, мојот и твојот омилен град, и да го видиме низ друга перспектива. Може. Ајде, let's do it. Ми вика дади зашто не прави за мене песни. Ме моли да се копнеме, а гледам како бести. Сакам ми другарките, она да ми ги мести, но никако да свати, не може ни да се свести. Не сум хемичар, да правам ја експерименти. Биди ми ти френзи што ако имаме моменти. Не си спремна ти за мене, игриве се тешки. Ако си на френлист, нема да ти мерам грешки. А ја не можам да гледам. Ми звони чека лада да ја земам. Извини толку денес, за тебе време немам. Кода ти е досадно, така ми изгледам.